Зато ова генерација на луѓе кои што живеат денеска во Македонија се луѓе кои што ќе останат запишани на светлата страна на историјата на оваа држава. Понатаму започнаме покрај консолидација на институциите да носиме одлуки и да решаваме важни прашања што се од интерес на граѓаните. Ветиме дека ќе ја зголемиме минималната плата и ја зголемиме на 12.000. Најавувам дека од 1 јули платата ќе ја зголемиме минимална на 13.000. Секој сака да инвестира во стабилна држава. И странските, меѓутоа и домашните инвеститори. Ако минатата година сме имале околу 625 милиони евра странски инвестиции, ова година очекувајте дека таа бројка ќе се зголеми. Таа бројка ќе се зголеми заради тоа што сега ние сме атрактивни за вложување во Македонија. Тоа ќе отвори и работни места, тоа ќе ги отвори и перспективите на младите луѓе. А Македонија изминатите 10 години немаше председател, немаше на кој да се подпреме. Ние туку имавме човек кој што слепо го поддржуваше криминалот на Груевски. Сите злодела кои што беа направени од Груевски се верифицирани од Иванов. И затоа ние се определивме да кандидираме надпартиски човек, човек кој што може да не обедини, човек кој што не прави разлика помеѓу тоа дали е некој македонец, албанец, турчин, србин, бошњак, ром, влав, египтјанец и секаков друг кој што живее во Македонија. Човек кој што сите нас не смета за луѓе и човек во чиј што фокус е само човек. И затоа го определивме и избравме Стево Педаровски